Здраво, мили мои милиновци! Како сте денес? Се надевам дека сте добро расположени и се разбира подготвени да ја гледате вашата омилена телевизиска емисија Милелино. Денес, како и секогаш, имаме мощна интересна тема. Поточно, денес ќе зборуваме за банките и за парите. Се наоѓаме во комерцијална банка. Па ајде почнуваме. Дали знаете зашто всушност служат банките и кога се основани првите банки? Знаеме дека денес банките вршат многобројни услуги за своите клиенти, но сепак тие всушност имаат две главни задачи. Првата главна задача им е да примаат влогови од своите клиенти и да им ги даваат парите кога ќе им се потребни, а втората задача е да даваат пари со камата. Овие поими се многу непознати за вас, но со тек на емисијата ќе објасниме некои слични поими на тие, например детско штедење и друго. Банкарството е старо колку и историјата. Во стариот Вавилон, Египет и Грција, луѓето се занимавале со него. Храмовите обично биле места каде се вложувале пари. Во Рим во 210 година пред новата ера, објавена е уредба со која им е определено место на менувачите на пари. Меѓутоа, во средниот век, земањето на камата се сметало за грев, па некои земји им забранувале на своите граѓани да основаат банки. Се разбира, некои луѓе понатаму се занимавале со тоа. Така, во средниот век, менувачите на пари во Италија, работата ја вршеле на улица, на клупа. Клупата на италијански се вика банко, па од тука и дошол називот банка. Најстарата банка во светот е банката Монти деј Паски ди Сиена, ситуирана во италијанскиот град Сиена, основана во многу далечната 1472 година. Иако постои веќе 6 века и успеала да преживее низа војни и кризи, за жал, таа денес се наоѓа во тешка финансиска состојба. Модерното банкарство за прв пат се јавило во Венеција во 1587 година, кога е основана Банко ди Риалто. Таа примала влогови и на вложувачите им дозволувала да пишуваат чекови на парите што ги имале во банката. Во 1619 година Банко дел Гиро ја презела оваа банка и давала признаници на вложеното сребро и злато. Тие признаници се употребувале како пари. Значи, мили мои, во минатото вложувале злато и сребро. Во Англија златарите биле и банкари, се до 1694 година, кога е втемелена англиската банка, која што држала монопол на јавното банкарство, се до 1825 година. Шведската кралска банка е централна банка на Шведска и е првата, односно најстарата централна банка во светот и четврта најстара банка воопшто. Речиси сите луѓе смета дека е можно практично парите се чуваат во банк. Како што веќе кажавме, банката е многу корисна затоа што кога сакате може да си отворите своја штедна книшка и да си ставате колку сакате пари и да ги вадите истите. А кога веќе почнавме да зборуваме за парите, ајде да објасниме нешто повеќе за нив. Луѓето прилично долго живееле без пари како средство за плакање. Место пари владеал системот на размена или трампа. Ако некој сакал нешто што и самиот него изработувал или одгледувал, морал да пронајде некого што располага со тоа и да му понуди нешто во замена. Првиот вид пари што ги користеле примитивните луѓе обично се состоеле од предмети што можеле да се носат, како облека или храна. Така, например, за таа намена употребувале тутун, житарици, кожи од животни и така натаму. Американските индијанци се служеле со така наречениот вемпум, гердани направени од школки. Најстариот запис за употреба на парите потекнува од Месопотамија, Ирак, пред 4500 години. На испишани плочи опишани се плаќањата со измерени количини сребро. Меѓу другите рани облици на пари ги бројуваме каури школките, кои се користени во Стари Египет, и парите од пердуви од Тихоокеанскиот остров Санта Крус. Првите ковани пари се изработени пред 2700 години во Лидија, Турција, од смеса на злато и сребро, што се нарекувала електрум. Лидиците почнале да коваат метални парички со иста тежина и форма, па поради тоа биле и лесно воочливи. Денес повеќето ковани пари
се изработени од поевтини метали. Што се однесува до златото и среброто, тие се користени уште многу порано како средство за плаќање, но не биле ковани во форма на пари. По средниот век, луѓето забележале дека ветувањето дека ќе се исплатат парите, доколку лицето што го дава тоа ветување ужива доверба, може да послужи како вистински пари. Златарите, трговците и позаемувачите на пари започнале да издаваат признаници, писмени ветувања дека на доносителот по негово барење ќе му се исплатат пари во готово. Оваа така наречена кредитна монета или пари на доверба што била од хартија, представувала попогодно и посигурно средство за ракување, отколку златото и среброто. И така наскоро банките, а потоа и владите на државите, почнале да издаваат такви книжни ветувања, па на тој начин се создале книжните пари или банкноти. Хартиените пари или банкноти ги измислиле кинезите во 10 век. А сега одиме во основното училиште Малина Попиванова, за да ги слушнеме нашите другарчиња и нивните размислување. Јас штедам во касичка, а мама и тато штедат во банката. Јас сакам да ми купаат таблет. Јас штедам за мама, тато да ми купат блузка. Јас си собирам во мојата касичка пари, за да моите нешто си ги купам. А мама и тато, со мама одиме заедно да ја земеме незината плата. Јас штедам за нашата наставничка не учи дека не треба да ги крешиме во ливчењата и многу да ги остриме, затоа што тие ќе се истрошат, а нашите родители нема да имат пари, па затоа ние не треба тие работи да ги правиме, оти нема да штедеме. Јас ги штедам парите во мојата кашичка, зашто да ми купат блузичка. Ја уштедих пари и мама и тато ми купиат костум. И јас штедам парите во касичката, а мама и тато во банката. Ги штедаме парите да ми купат хиланки. Јас штедам во мојата касичка и потоа ги давам на мама парите и на тато да ми купат хеланки, а мама и тато штедат, ги оставаат парите во банка на безбедно. Банка е место што можеме да штедиме пари. И нашите родители земаат плата. Мама, тато штедат за пари и закупат дрва. Мама и тато штедат пари во банка, а јас ги штедам во мојата касичка. Ние во нашето оделение штедиме пари за да кога ќе одиме на излет нешто треба да си купиме. Јас штедам пари за да си купам телефон. Со моите пари што ги заштедив ќе си купам патки. Ние од нашата наставничка ги научивме парите и можеме сами да одиме и да купуваме во продавница. Еве ние денес добивме поклон од Комерцијална банка, касичка и новчаник. Со тоа и децата ги учиме и секогаш и претходно ги учевме како да заштедат пари и зошто треба да штедат, дека парите се штедат во банка, исто така не само дека се штедат, туку и дека родителите ги земаат парите, платата од банката,
ги учевме децата да ги разпознаваат парите, односно банкнотите и монетите, нели, да ги разпознаваат така, што кога ќе одат со родителите некаде во некоја продавница, да знаат што е тоа банкноти, што е тоа монети и колку пари вреди нештото што треба да го купат. А сега, од кога ги слушнавме размислувањата на нашите другарчиња, време е да поразговараме со Александар, вработен во Комерцијална банка. Добар ден! Добар ден. Најпрво сакаме да ве прашаме да ни објасните нешто повеќе за детското штедење. Значи, покрај другите производи, што ги има Комерцијална банка, имаме производи за најмладите, тоа е детското штедење, кое што се вика верверичка. Значи, дечињата можат да си штедат во денари и во девизи. Значи, децата можат да штедат на овие книжки, еве како што гледате, тука, и значи можат, еден од родителите треба да дојде со извод од матична книга на родените, на детето и негова лична карта и може, значи, ќе ги отвориме книжка верверичка. Со тоа што за најмладите, значи, како што кажав, следува и поклон, еден од овие како што ги гледате, значи, касичка или новчаник. А колку години треба да има детенцето за да отвори штедна книжка? Значи, за да се отвори штедна книжка од овој вид, верверичка, дечињата треба да имаат најмногу 12 години. А што значи тоа орочување? Орочување значи дека значи постојат за овој вид книжка баш постојат 3 вида, значи орочување на 3, на 6 и на 12 месеци. А тоа значи дека по истекот на тој период дечињата ќе може да си дечињата ќе може да си ги подигнат парите заедно со договорената камата. Ви благодарам за разговорот, мило ми беше што се запознав. Фала многу што не поканивте на разговор. А бидете и вие верверички и собирајте си оревчиња за да имате и во лето и во зима.
Па, мили мои милиновци, ние зборувавме и објаснувавме. Научивме многу нови работи. А сега време е да се одјавиме. Се разбира, сакам да упатам голема благодарност до Комерцијална банка и се разбира до фризерски салон Ексклузив и бутик Денис. А сега, чао до наредната сабота.